Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Во март значително намален бројот на граѓани и правни лица кои не ја прифатиле одговорноста за сторениот сообраќајен прекршок и поднеле приговор до надлежниот суд за евидентираните сообраќајни прекршоци со системот Безбеден град, информираат утрово од Основниот кривичен суд во Скопје. Од таму велат дека минатиот месец примиле вкупно 65 приговори, односно повеле толку прекршочни постапки. Од нив 43 ги поднеле физички лица, а 22 правни. Тоа е значително намалување од оние 476 приговори кои беа поднесени во февруари, главно од правни лица кои тогаш поднесоа дури 431 приговор. Од судот информираат дека во меѓувреме забрзано се работи по оформените предмети, а по нив постапуваат вкупно 16 суди од одделот за прекршоци кои досега со пресуда затвориле вкупно 92 предмети. Вчера МВР информираше дека минатиот месец регистрирале нешто повеќе од 26.000 прекршоци. Најголем дел од нив или нешто над 25.000 се за возење со брзина над пропишаната, а останатите нешто помалку од 1000 се за возачи кои возеле нерегистрирани возила. Регистрирани биле само 70 прекршоци за поминување на црвено светло. Иако до следниот попис има околу 5 години, Македонија забрзано ги чисти своите бази, а министерот за дигитализација се надева дека до крајот на годината ќе бидеме целосно подготвени следниот попис да биде електронски. Тој вели дека во таков попис сите граѓани ќе им веруваат на добиените податоци. Она што е наша политичка обврска, а тоа е да ги направиме сите подготовки за дигитален попис. Јас точно знам во програмата на влада и програмата на партијата пишува во 2026 година, ги знаеме правилата на Евростат дека тоа треба да се случува на 10 години, што значи дека ние оваа година мораме да работиме секој на своите регистри, секој на интероперабилноста на податоците, за да бидеме подготвени да тоа можеме да го направиме. А ќе имаме време да од денес до рокот кога што е за спроведување на тој попис, ние ги тестираме, ги пилотираме фазите, секако под водство на Државниот завод за статистика и сме сигурни дека во моментот кога ќе дојде пописот, сите ќе му веруваме и на резултатите и на методологијата на кој што тој беше направен. Знаете дека како политичка партија го критикувавме минатиот попис, имаше и зошто. Голем дел од податоците не беа собирани на вистинскиот правилниот начин методолошки. Второ, се попишува лица во странство кои што воопшто не се резиденти на државата под неразјаснети околности, на неразјаснети начини. Се сеќавате дека имаше пакети со пасоши кои што се попишува како да се луѓе, нешто што не смееме да го дозволиме на следниот попис и заради тоа е добро што рано сме почнати и секој да работи на своите регистри. Бројот на работниците во индустријата во февруари годинава е намален за 3,4% во однос на февруари лани, соопшти Државниот завод за статистика. Според информациите објавени таму, најголемо намалување бележи секторот рударство. Таму бројот на работници во февруари во однос на истиот месец лани паднал за 6,3%. Намалување од нешто под 3,5% бележи и бројот на работници во преработувачката индустрија. Раст на бројот на работници за 1,6% се бележи во индустријската група на производители на трајни производи за широка потрошувачка. Домот за стари лица Мајка Тереза при Скопска геријатрија и оваа година го организира традиционалниот великденски базар на ракотворби. Во ек се последните подготовки, а таму беше колешката Верица Блажевска. Еве што сними нејзината камера. Ракотворби изработени од штитениците на Домот за стари лица Мајка Тереза во Скопје ќе бидат изложени на нивниот традиционален великденски базар. Нашите корисници, согласно своите афинитети, желби, можности, таленти, изработуваат најразлични предмети. Изработуваат вакви плетени работи, изработуваат свавски шишиња, изработуваат торбички кои се исто така со апликација, везени, перничиња, значи се она што преку текот на годината, бидејќи работната терапија работи континуирано, се она што преку текот на годината ќе успееме да го произведеме, она што е со великденски мотиви служи за продажба на великденскиот базар. Нас како професионалци и како форма на згрижување во ваква установа, ни е битно нашите корисници да бидат среќни, да бидат исполнети, а тоа најдобро се постигнува преку некоја активност која што ја практикуваат, која што нив им е омилена. Ние посведочивме на среќата и радоста која корисниците ја чувствуваат таму. Откако сум дојдена, јас не знам да седнам. Плетам калци, порано бев помлада, која пред 23 години, знаеш како е. И калци вакви многу сум плела.
На базарите ги продававме колку да земеме некој динар, иначе не се скапи. Ние тука сме пиеле кафе. 15 души сме работеле. И денес ако ти купиш кафе, утре ја ќе купам. Така сме се ределе, слога имавме невидена. Овие перничиња, таа торба и други, јас сум ги шијала. Иначе 11 години сум тука. И плетам, и везам, и шијам. Базарите се убави, животот тука многу е убав. Сложни сме многу сите. Кога дојдов овдека, си продолжив да плетам. Сега за овој базар, освен калчинките, друго се сум плела јас. Работам со мерак, сакам да биде се убаво и живеам овдека во домов со мерак. Великденскиот базар во домот Мајка Тереза денеска ќе трае од 14 до 17 часот. Верица Блажевска, Сител телевизија. Охридскиот кардиолошки центар за прв пат во земјава воведува нова метода за лечење на кардиоваскуларни заболувања. Станува збор за процедура која на пациентите со периферна артериска болест им овозможува значително подобрување на квалитетот на животот. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска е на оваа тема. Кардиолошкиот центар во Охрид за прв пат во земјава ја воведе новата метода за третман на периферна артериска болест. Кардиологот Манчевски посочи дека станува збор за значаен чекор во развојот на установата. Во рок од 2 месеци во нашата установа се воведе уште една нова процедура, директна артериска тромботеректомија, ротациона на крвни садови изразито калцифицирани, пошто нашите пациенти се генерално со изразито калцифицирани периферни артериски крвни садови. Ова е метода која што за прв пат се воведува во Македонија и ево за прв пат во нашата установа. Во воведувањето на методата значајна улога има и меѓународната соработка, особено со клиничкиот центар во Белград. Воведуваме една нова модерна процедура која не се работи ниту во сите европски центри. Ке имаме 3 пациенти што е сосема доволно оваа процедура да се воведе во стандардната клиничка пракса во болницата во Охрид и се надевам дека истата ќе заживее и ќе продолжи да се спроведува кај повеќето пациенти. Директорката на болницата Теговска истакна дека со оваа процедура кај пациентите се подобрува квалитетот на животот, се минимизира потребата од хируршки интервенции и се спречува инвалидитетот. За 2026 година ни се одобрени воведување на 5 нови процедури со 40 интервенции, за што ни е одобрен буџет од 6 милиони денари за набавка на скапиот потрошен материјал за воведување на овие интервенции. Сето ова е признание на постигнувањата и поддршка за натамошен развој на нашата болница. Инаку во текот на оваа година новата метода ќе се примени кај 7 пациенти, а се очекува бројот да раста. Имајќи предвид дека Охридскиот кардиолошки центар е водечка установа во третманот на оваа болест и прима пациенти од целата држава. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А од Прилеп ни доаѓа информацијата дека тутунарите ќе добијат субвенции за секој предаден килограм тутун без разлика на тоа што предале повеќе од она што го договориле. Пораката доаѓа од Сојузот на тутунски здруженија по дезинформациите кои се појавија на оваа тема. Од Прилеп го имаме Дарко Штарговски. Тутунарите ќе добијат субвенции за секој предаден килограм на тутун. Не се оправдани стравовите дека ќе се смени начинот на субвенционирање. Ова денеска го истакна председателот на Сојузот на тутунски здруженија Кире Ристевски, кој што рече дека ќе се субвенционираат и оние предадени килограми кои што ја надминуваат количината од склучениот договор. Нашо беше нагласено за обележување на електронски обележување на површините. Тоа е за да се обележа површините, за може да ги пријава за субвенции за површина и за зелена нафта. А останува истото, значи нема никакви измени и субвенцијата за не договорено, него по предадено кило. Така да тутунарите да не се секира, ќе му биде во целост исплатено. Тие што има бележено површини ќе добија плюс зелена нафта и површина и по предадено кило.
Рокот за склучување на новите договори бил продолжен до 9 април. Според информациите на Сојузот, кај сите откупувачи имало зголемување и на бројот на кооперанти и на бројот на површини, а во однос на понудените цени од страна на откупувачите ќе се барало зголемување со анекси на договорите. Нови цени нема, тие што ги добивме на почетокот, да речем во февруар месец за 435, 370 и 310 денари, други цени немаме. Очекуваме пред почетокот на откупот да се избориме со анекс договори да ги коригира цените, и тоа што се е зголемен, да речем, репроматеријалите се со кризата што е на Блискиот Исток, така да очекуваме дека ќе има и тука некоја промена на откупните цени. Се очекува субвенциите за оваа реколта да бидат исплатени до крајот на месец април. За Сител, Дарко Штарговски. Во овој блок една информација за жителите на Кавадарци и Неготино. Локалните комунални предпријатија известуваат дека поради интензивните врнежи од дожд, водата во градските водоводи е заматена и треба да се преврие пред да се користи за пиење. И неготинскиот и кавадаречкиот комуналец информираат дека следат состојбата и дека дополнително ќе информираат за тоа кога водата повторно ќе биде со квалитет кој дозволува таа да се користи за пиење. Во овој блок една информација која колегите туку што споделија со мене. Основното јавно обвинителство отворило и официјално истрага за случајот со детската порнографија. Осомничено е 31 годишно лице, инаку вработено во образовна установа во Битола. Според информациите кои што се споделени во периодот од почетокот на април, во компјутерската опрема која што ја користел, полицијата пронашла материјали со детска порнографија. Целата постапка е резултат на една прилично широка истрага, в која што на некој начин ја почнала полицијата дури во Австралија при контрола на сајтови кои што споделуваат содржина со детска порнографија. Биле детектирани IP адреси кои што се од Македонија и на тој начин била информирана македонската полиција која што им влегува во трага на овие IP адреси. Како што веќе информиравме во текот на вчерашниот ден, извршени беа серија претреси. Од обвинителството велат дека претресите и собирањето на докази и против евентуално други лица продолжуваат и во текот на денешниот ден. Според информациите кои што ги имаме во овој момент за ова прво осомничено 31 годишно лице, обвинителството веќе побарало притвор. Католичките верници од денеска го почнуваат одбележувањето на великденските празници. За нив денеска е Велики петок во пресрет на деновите на Христовото воскресение, кое ќе го дочекаат во недела. Во пресрет на празникот порака до верниците упати неговото високо преосвещенство монсиньор доктор Киро Стојанов, скопски бискуп и струмичко-скопски епарх. Следејќи го примерот на својот учител и Господ, христијаните ја добиле власта да бидат знак за светот во негово име и повикани се да им понудат помирување на сите луѓе, упатувајќи ја својата молитва на благодарност кон Бога во името на сите. Како христијани, ние можеме да бидеме светлина за луѓето на нивниот пат кон Бога. Нека воскреснатиот Господ навистина не води и не обликува според неговата волја, за да бидеме вистински сведоци на оној кој умре и воскреса за нас. На сите вас ви посакувам честит празник Воскресение Христово Великден. Христос воскресе! Вести од светот во избор на Марија Ников.